Поштувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Актуелно, кое овој пат го посветуваме на ромите и ромската заедница, како една од оние групи и заедници кои се наоѓаат на маргините во нашето општество. За таа цел во нашето студио гости се Дженгис Бериша од Асоцијацијата за неформална едукација на роми, Ромска солза од Прилеп, и Живко Силјановски, директор на јавната установа Меѓуопштински центар, Центар за социјални работи од Прилеп. Добре дојдовте во нашето студио и благодарност што сте дел од нашава емисија. Добро ја најдовме. Благодариме на поканата. Поздрав до гледачите. Вака, разговорот ќе го почнеме со Дженгис Бериша од Асоцијацијата за неформална едукација на роми, Ромска солза. Најпрвен ќе ни кажете со кои генерални проблеми се соочуваат ромите и ромската заедница, особено оние кои се без лична документација и како тие да полесно да ги остварат своите социјални права и социјалната заштита. Еминентен е фактот дека ромите во 21 век се соочуваат со проблеми, и тоа од областа на образованието, од областа на домувањето, здравствената заштита, како и социјалната заштита. Причините за овие проблеми токму ние ги лоцираме во насока на постојањето на сиромаштијата, општествената исклученост, како и условите во кои што живеат ромите и екзистираат. Трендот на непостоење на лична документација постоел многу одамна, но постои и сега. Не станува збор за категорија на лица кои што, карикирам, немаат лична документација како лична карта и извод, туку станува збор за сосема специфична категорија на граѓани, односно правно невидливи лица. И затоа краток осврт ќе дадам за тоа што значи правно невидливо лице. Лице кое што воопшто не е евидентирано во системот на државата, односно воопшто нема регулиран граѓански статус во само општество. Тоа се категорија на лица кои што не се евидентирани во матичната книга на родени и не поседуваат извод од матичната книга на родени. Така, господине Силјановски, Министерството, впрочем и самиот Центар за социјални работи на некој начин е носител на овој проект кој што се нарекува невидливи, но сепак реално присутни. Која е улогата на институциите во сето ова? Каква е нивната улога во остварувањето на правата на ромите како една заедница која се наоѓа на маргините во општеството на социјалните права и социјалната заштита? Ако зборуваме за целината на ромите, би рекол кои негде се околу 2% може би од вкупното население во Прилеп, ние ги имаме негде околу 10% во остварувањето на одредени права поврзани со разни социјални трансфери кои ги имаме доста и каде што нив скоро ги има во сите тие остварување на одредени права. А кога веќе зборуваме за она невидлива категорија на граѓани кои по ниту еден основ не може да се доближат до институциите ради тоа што за кој да било право или социјален трансфер кој ние го правиме без свој личен идентитет, значи лична карта, извод на родени, извод на венчани, едноставно не може да влезе во системот и како такви тие остануваат на периферијата, би рекол од какви и да било наши можни припомагања. Се разбира дека ние не сме, би рекол, на одреден начин со неразбирање на проблемот за оваа категорија на луѓе. Именно кога другите институции не можат да се справат со оваа категорија, тие ги упатуваат до Центарот за социјална работа и ние заедно со невладиниот сектор, со организацијата на која Дженгис припаѓа, значи СОС, организацијата од Прилеп, заедно излегуваме пред институциите, пробуваме да обезбедиме одредена можност за нивно вклопување пред се во делот на оние кои се во најголем дел повратници од затвор, кои биле на издржување на долгогодишни затворски казни. Тие првата работа која ја бараат е да обезбедат лична карта. Имајќи во предвид дека немаат постојано место на живење, имајќи предвид дека во најголемиот дел нивните блиски
не се со можност да обезбедат имотен лист, ние припомагаме во делот со нашите служби, со правниците, социјалните работници и во некои случаеви имаме забележителни резултати, ама не и да се пофалиме дека ние тоа го правиме онолку добро или онолку очекувано колку што тоа го бара во даден момент потребата. Ајде подетално да објасниме и на нашите гледачи и на припадниците на ромската популација кои што немаат никаква лична документација, што всушност представува социјалната заштита? Кои се всушност тие социјални права кои тие многу тешко може да си ги остварат и да ги реализираат? Значи, во основа тие кога идат без лична документација едноставно не можат нито едно право да остварат. Нашата заложба при давање на прва социјална помош е во тоа што задолжуваме лице за работа со лицето без документи и него му префрламе еднократна парична помош, зборувам на лицето кое е вработено во Центарот за социјална работа и кое треба да отвори предмет по барање на странката, и при тоа пристапуваме кон вадење на одредени документи за кои се потребни финансиски средства, доколку тоа е можно да го направиме. Но ако ни со пари не можеме да помогнеме, тогаш ги активираме, како што реков, граѓанските организации кои заедно со нас изнајдуваат некои можности со кои едноставно пробуваме и на еден не така краток временски период успеваме да извадиме некакви документи, иако тоа порано полесно го правевме, имајќи предвид дека Центарот за социјална работа или Домот за стари лица во Прилеп или пак Чичино село, каде што обично внесуваме одредени бездомници кои се во најголемиот дел без таква лична документација како можност да прикажеме нивно времено престојувалиште, тоа го правевме. Сега сме соочени со неможност. Полицијата едноставно бара лицето да донеси документ со кој може да се види дека има тоа лице свој вселив стан или дека располага со имот на некаков негов близок сродник или пак извал документ со кој може да се види дека лицето е под кирија или под стан со закуп со претходно склучен договор. За жал, кога лицата немаат лична карта, тие не можат ни договор да склучат, но во секој случај изнајдуваме времени решенија и тоа не е баш така едноставно, но правиме напори. Само да се надоврзам на директорот на Центарот за социјална работа. Се согласувам апсолутно со фактот дека сите институции се желни и максимално се вложуваат во напорите да ги остварат правата, како од социјална заштита, како од здравствена заштита и другите права. Но тука клучен проблем, категоријата која што ние ја идентификувавме, е правно невидливите лица кои што ниту по еден основ не можат да остварат ниту едно право. Не станува збор за наоѓање на механизам, пред се тие немаат извод на родени. Нели? Ако немаш извод на родени, немаш лична карта. Ако немаш лична карта, не можеш да го оствариш ни право од здравствено осигурување, ни право од социјална заштита или па камоли да имаш сопствено живеалиште и слично. Тука сакав само да дадам краток осврт на поентата на директорот дека се наоѓаат механизми на оние лица кои што веќе постојат во системот на државата, но поради сосема различни околности ги изгубиле, изминал рокот на истек, односно важност на личната документација, тогаш се вклучуваат самите институции, се вклучува и невладиниот сектор да најдат соодветни механизми како да им се помогне на тие граѓани. Но оваа категорија на граѓани, правно невидливите лица, е сосема друга категорија кои што воопшто не постојат во правниот систем на нашата држава. Така еве сега прашање и за двајцата. Зошто токму ромската популација, ромската заедница се соочува со вакви проблеми? Зошто е толку голем бројот на роми кои што немаат лична документација, кои што и не можат на некој начин да ги остварат своите права? Ова не е ромско прашање.
Со оваа категорија правно невидливи лица не постојат само роми, постојат и другите националности, како македонци, турци, босанци и слично. Секогаш се става фокусот дека секои проблеми кои што се случуваат се кај ромите, но тоа е обратно пропорционално. Проблемите постојат кај сите, но најзастапени се кај ромите, бидејќи очигледен е фактот дека ромите се необразовани. Ромите помалку ги разбираш сложените административни процедури, неинформираноста за тоа како да извршат упис и слично, доведува до негативнава појава, односно до бројот кој што за жал немаме официјални статистички податоци од управата за водење на матична книга, колкав е бројот на ваква категорија на незапишани лица во самиот орган. Така. Ете, Министерството за труд и социјална политика во последната година правеше одредени истражувања и дојде до некоја бројка од околу 5000 лица кои на одреден начин беа без такви, би рекол, правно неидентификуван статус без личен идентитет. Без идентитет или ајде да не кажам народски познати како фантоми. Уочувајќи го овој проблем, таа формира интердисциплинарен тим во кој Центарот за социјална работа влезе заедно со одредени граѓански организации, а паралелно тука и службата за матичната евиденција, како и службите поврзани со оваа работа при Министерството за внатрешни работи. Факт е дека најголема трага за некакви пишани документи по однос на одредени категории на вакви лица имаме кај Народниот правобранител. И тој редовно реагира и кај нас и кај другите служби за правење на одредени, би рекол, за нас, би рекол, храбри чекори, имајќи предвид дека ние треба да се избориме со одредена ситуација во која тргнуваме некогаш од нула. Едноставно имаме лица кои дури и имаат и одреден степен на попреченост и не се во можност дури и самите да се разберат во кој статус се најдуваат и во која состојба, но благодарение, како што реков, на повеќе граѓански организации, пред се благодарно себе на овие две организации ромски кои текако се активни, присутни на терен, тоа е, значи, Рома СОС и Ромска Солза, каде што изнајдовме сериозен, би рекол, начин и разбирање, првин да ги идентификуваме таквите лица, а потоа поединечно да направиме, би рекол, покрај нивната регистрација одреден план за работа, и ние веќе со некои лица имаме имплементација на таквите планови, а за одредени корисници можеме веќе да евалуираме и да кажеме дека сме ги внесле во системот на социјална заштита, во која десетици права кои сите граѓани ги добиваат по разни основи, пред се социјална помош, постојана парична помош, лица кои користат право за трето дете како родителски додаток. Имаме една интересна ситуација каде што мајката нема лични документи и незините родени деца исто така по автоматизам не може да се стекнат со право на лична идентификација. Пред се мислиме на лична карта, пасош, а во основа нормално стои изводот на родени, изводот на венчаните, од каде што почнува секоја, би рекол, регистрација на таа странка, ради тоа што сите податоци електронски се внесуваат, а и можноста да се префрлат пари оди преку трансфер на жиросметка која треба да биде отворена во банката, а при тоа банката не издава жиросметка ако нема лична карта. Друго е прашањето зошто ваквата поставеност споро се менува. И јас се надевам дека пошто по закон следува да секој има право на лични документи, секој има право на патни исправи и од тие причини органите од државата мора да изнајдат начин со поинаква регулатива која е веќе во фаза на некаква припрема и ние очекуваме да добијаме инструкции како да постапуваме.
Мислам дека веќе имаме некакви напори направено заеднички со овај интердисциплинарен тим и евидентирано лица на кои веќе работиме. Така, проектот Невидливи, но сепак реално присутни ќе трае некаде 9 месеци, значи за проектите, конкретно за проектот ќе зборуваме и во некои од нашите наредни емисии. Пак повторно прашање до двајцата, колку еве овој проект може на некој начин да помогне на тие групи, популации, не само и на ромите кои се наоѓаат на маргините на општеството, еве полесно да си ги остварат своите права, полесно да дојдат до она што го правиме сите, значи во едно нормално општество. Овој проект се имплементира на локално ниво, но односно нашата организација го имплементира на локално ниво, но акција е превземена и на национално ниво. Ние само имаме субгрант кој што треба да го имплементираме во Прилеп и Битола, истиот проект, за да ги идентификуваме ваква категорија на граѓани, бидејќи со претходно спроведено мапирање, односно истражување за идентификација на ваква категорија на граѓани, ќе алармираме, односно ќе го актуализираме проблемот за да можат органите на државата да превземат, односно да понудат алтернативно решавање како ова категорија на граѓани да се внесат во правниот систем на нашата држава. Тоа ни е клучната постапка, односно клучната стартна основа. Соработувате, значи, со Центарот за социјални работи. Дали е ова прв еден ваков проект од ваков тип или имало и низ годините наназад некои слични вакви проекти кои што се однесуваат на овие загрозени групи? Повеќе беше засновано за ова категорија на граѓани, повеќе се засноваше на истражувања, идентификување, дали постојат или не постојат, имаше сомнежи. Нормално, после истражувањата, резултатите покажаа дека постојат такви граѓани, така наречени, како и директорот што посочи, фантоми, но јас не сакам да ги нарекувам фантоми, туку ги нарекувам правно невидливи лица. Од друг аспект, сите министерства се залагаат за овој проблем, но треба да постои мултисекторски пристап за ваква ситуација, за да може да се наоѓа, односно да се најде алтернативно решение за решавање на овој проблем, а нормално тука сме ние, граѓаните, невладините организации, да придонесеме во самиот процес. Министерството за труд и социјална политика, еви конкретно Центарот за социјални работи како носител еве на овој проект. Кои се оние други идни мерки, механизми и планови кои што ги планирате за воиднина кои ќе бидат еве во интерес на овие загрозени групи, загрозени популации? Значи, Министерството преку Центарот за социјална работа, пошто ние сме непосредно поврзани, активно е вклучено во работата во овој проект, имајќи предвид дека нашиот правен тим е активно вклучен, не оспорувајќи дека сите оние лица кои доаѓаат кај нас со некаков степен на ризик, кој ние го оценуваме и во зависност од тоа постапуваме, има ситуации кога треба да се постапи одма, има ситуации кои може да се одложат на друго време. Ние, значи, во тој план имаме утврдена динамика. Значи, независно од ситуацијата во која се најдува моментално проектот, временски би рекол, ние дневно постапуваме, но сигурно дека заеднички имаме веќе видливи резултати кои може да ги афирмираме како нешто со кое треба и понатаки да се занимаваме, и ние во континуитет, уште еднаш да кажем, имаме лица кои се повратници од издржување на некаква казна кои се сочуваат со овој проблем. Втората работа, имаме сериозна ситуација со лица кои се бездомници, кои исто така ги немаат овие документи, и во секој случај механизмите со кои треба да најдуваме решение мораме да ги надоградуваме во функција на потребите на граѓаните за кои впрочем и постоиме. Ние инаку сме место надлежен центар за 3 општини, тоа е Прилеп, Долнин и Кривогаштани. Предпоставувам дека иако кога зборуваме локално со невладините организации, сепак мислиме за сите оние кои се на одреден начин идентификувани и во опфат да во континуитет му помагаме.
Така, вие сте значи правник, правно лице кое што функционира во рамките на Асоциацијата за неформална едукација на роми, Ромска солза. Постојат ли некои други? Еве, освен овие проблеми што ги набројавте, за кои што дискутиравме, дали постојат некои други правни проблеми со кои што се соочуваат ромите? Најчесто, бидејќи 11 години работам како активист во невладин сектор, во 2015 дипломирав и нормално фелата на правник, конкретно придонесувам за мојата заедница, но не ги исклучувам другите заедници, односно другите националности. Често се соочуваме со остварување на основните човекови права, односно фундаменталните човекови права. Тука таа категорија, односно ромската категорија, ромската популација се соочува со проследување на сложените административни процедури за остварување на правата од задолжително здравствено осигурување, како и социјалната заштита, а дополнително во самата заедница во последните децени тренд е проблеми кои што се појавуваат од нерегулиран сообраќај во самата заедница, како и потребата од поголема безбедност во самата заедница и дополнително чистење на самата заедница, односно поставување на контејнери, превземање на действија од страна на другите надлежни органи. Не станува збор само индивидуите да го оствараат правото, но тоа остварување на право треба да го уживаат и да имаат нормални услови како и останатите граѓани во самото општество. Тоа е едно од мотивите, односно трендовите кои што во последно време се случува во самата заедница, односно ромската заедница се става на втор план, а се останато се дава приоритет или фокус. Така. Еве, вие соработувате со Центарот за социјални работи. Таа соработка се надевам дека е на некое повисоко ниво. Дали во решавањето на сите овие проблеми со кои што се соочуваат ромите, па и другите заедници, треба вклучување на некои други институции, општествени, локални, дали може проблемот да се прошири на едно национално државно ниво? Пред известно време споменав дека треба да постои мултисекторски пристап. Тоа значи дека самите институции прво треба да соработуваат помеѓу себе, а ние, како невладини организации, сме тука да бидеме медијатори, односно мостот помеѓу граѓаните и институциите. Благодарение на институциите досега на локално ниво постои одлична соработка. Напори има и од страна на институциите и од страна на невладините организации за надминување на сите бариери и пречки во остварување на права или постигнување на компромис во зависност од потребата на самата индивидуа. И за крај на овој разговор, може тоа ќе го слушнеме и во некоја од наредните емисии, но еве што се очекува од овој проект? Се очекува да се идентификуваат правно невидливите лица, односно да се потврди бројката или крајно и да постои помал број на такви лица. Главната примарна цел е да се вклучаат во системот на самата држава, односно и тие граѓани да уживаат подеднакви права како и останатите граѓани, без разлика дали од X причини не успеале да се вклучаат во системот или постои трендот дека кога уште од самото осамостојување на нашата држава останаа лица кои што не успеале да ја проследат таа постапка за дополнителен упис и слично. Таквите лица да не го следат трендот на нивните родители, туку да ги научаат постапките и да се вклучаат во правниот систем на нашата држава. Само така можеме да бидеме успешни и да се постигне правична застапеност. А вие како Центар за социјални работи, што конкретно очекувате од реализацијата на овој проект? Видете, ние како Центар за социјална работа никогаш нашите корисници или граѓани не сме ги делеле по национална основа, така да и ромите ги третираме како и сите други по дело на одредени трансфери, давање на пари, одредени социјални услуги, имајќи во предвид дека кога зборуваме за ромскиот дел од населението, можеби таму една од поголемите проблеми е образовното ниво.
со кои се сретнуваме и тешко допираме со одредени знаења и можности да му укажеме на одредени права кои му следуваат како и на сите други. Имајќи предвид дека ние некако по инерција сме научени некој да дојде и да побара, би рекол, одредено право. Сега со овој пристап ние веќе влегуваме во одредени семејства, знаеме да тропниме на одредени врати по укажување на одредени граѓани дека нешто се случува во семејството и се надевам дека со најавените измени на регулативата законска, пошто се очекува нов закон за социјална работа, се надевам дека пристапот ќе ни биде многу поинаков, а и ние ќе бидеме поквалитетно екипирани да испорачуваме повеќе резултати од оние кои досега сме ги испорачувале. Почитувани гледачи, ми останува да ви се заблагодарам за вашето внимание и останете со програмата на Канал Визија. Пријатно!